Почитувани гледачи, добар ден. Јас сум Сања Димитровска, а ова е Добриот доктор. Денеска е 14 ноември, светски ден за подигнување на свесноста за дијабетот. Годинешното мото е дијабетот на работното место. Како стресот на работа влијае врз нивото на шеќер во крвта? Дали треба редовно да се мери гликемија во текот на работниот ден? Мои денешни гости со кои што ќе разговараме на оваа тема е професор доктор Искра Битовска од клиниката за ендокринологија и Мартин Николов од Сојузот на Сдруженија на лица со дијабет. Добре дојдовте во Добриот доктор. Добро ден. Ви благодариме на поканата. Еве, професор Битовска, ќе започнам со вас. Еве, кажавме дека е нели денеска светскиот ден, кој е мотото, а кои се најчестите предизвици со кои што се соочуваат лицата со дијабет на работното место кога ќе дојдат кај вас во амбуланта? Што она што им прави проблеми, што им се најголемите предизвици? Тоа е навистина голем проблем и јас сега вака од докторска гледна точка ќе го малку чепнам муабетот, па Мартин ќе продолжи нели како од искуство. Да, како дечко нели кој што живее со дијабетес од својата 7 година. Предизвиците се големи заради тоа што прво зависи од тоа како човекот си ја прифаќа болест, односно таа состојба која што е доживотна. И тоа е најголемиот проблем со кој што се соочуваме, бидејќи тоа важи како и за се друго. Доколку јас знам дека имам дијабетес, и многу е паметно да ги информирам сите околу мене дека имам дијабетес, дека имам таа состојба која што сите треба да ја знаат околу мене. Зошто? Затоа што има акутни компликации на дијабетесот, кои што најстрашна и нешто со кој што најмногу се соочуваат нашите луѓе со дијабетес, тоа е хипогликемијата, односно ниското ниво на шеќер во крвта. Многу едноставно е помошта, но треба да се знае. Но ако знаат. Така е. Значи, сметам дека на работното место, ама буквално сите колеги и колешки, или ајде ако не сите, ако некоја голема работна организација, барем во канцеларијата или барем во просторијата во која што секојдневно работам, треба луѓето околу мене да знаат дека имам дијабетес, не само да знаат дека имам дијабетес, туку и на каква терапија сум. Оти согласно терапијата, нели и овие работи непредвидени можат да се случат. Значи, што значи тоа? Тоа значи дека во одредено време јас треба да појадувам, или треба да ручам, или треба да имам ужинка. Значи, тоа би требало да ми е овозможено, нели? Особено дечињата се соочуваат со таа работа, нели? Ужинки, физичка активност и така натаму. Треба да ја знаат и терапијата која што ја примам, бидејќи често пати може да е инсулинска терапија. Имаме многу често се случува да луѓето одат во ВЦ или во некое тајно место, не сакајки да кажат и останатите луѓе не знаат. Автоматски, ако не знаат луѓето што се околу мене, нема да знаат никако да ми помогнат доколку нешто такво ни се случи, а тоа е од животна важност. Така. Еве, Мартин, сигурно има причина зашто годинешното мото е дијабетот на работното место. Ти си еве и лице со дијабет, ти си дел од Сојузот на Сдруженија со дијабет, што имаат нели оваа состојба и секако колку стресот еве на работа влијае врз нивото на шеќер во крвта. Така е. Сега зашто е баш оваа тема одбрана оваа година е тоа да прво се разбија онаа стигма кај лицата со дијабетес и да, како што каже и докторката, да ние самите не се срамиме од нашата состојба. Да, таа е состојба со која треба да се бориме цел живот и треба сите да знаат дека таа состојба не е лесно пренослива, односно не е некоја пренослива болест која можеме да ја пренесеме на другите и затоа треба да кажеме на нашите колеги дека ние сме дијабетичари, односно лица со дијабетес, дека примаме инсулин, дека доколку ми се случи или ме приметите да сум таков и таков, дајте ми благо доколку сум во хипо, или ако приметите да е така и така ситуација, боцнете ме со инсулин и сите тие други пропратни работи. Исто и мерењето на гликемија пред колегите не треба да е никаков срам за ние едно лице со дијабетес, бидејќи тоа е едноставно нашиот живот. Ние имаме потреба некогаш и до 6, и до 7, и до 10 пати во тек на ден да измериме гликемија. Зашо? Бидејќи имаме денови кога имаме варијации во нашата гликемија и сето тоа треба да ние го испратиме и гледаме како се одвива нештото во нашето тело, односно гликемијата во нашето тело. Сега колку стресот влијае, како и не само од работното место, секојдневниот стрес влијае и како на дијабетесот, со тоа што доведува до варирање на самата гликемија, односно до покачување на нивото на шеќер во самата крв.
Сега како што реков, на работното место да може малку другачи начинот на стрес, но сепак стрес и влие исто како и секојдневниот стрес што го имам. Така. Јас да ги повикам и нашите гледачи дека може да се јават во живо и да постават прашање до нашите денешни гости. Доктор Битовска, еве од докторска, од лекарска гледна точка, што прави стресот за да да варира шекерот во крвта? Стресот го прави истото кај сега малку ќе го коригирам Мартин диабетичари, не ми се допаѓа тој израз, некако му доаѓа како карактерна особина, значи лицат, нели, со диабетес. Значи истото кај стресот делува идентично и кај оние кои што имаат диабетес и кај оние што немаат диабетес, разликата е само нели во продукција на инсулинот и во манифестацијата на стресот. При стресот се покачуваат сите хормони познати, некои што ви се познати како кортизол, како адреналин, и тие по автоматизам делуваат контраинсуларно, значи делуваат спротивно на инсулинот. Било оно што го имаме во нас, како останати резерви, било поинаку, и во секој случај од целиот организам се ослободува шекерот во состојба на стрес. И тука тој инсулин што го имаме ние не може доволно да го компензира нели стресот. Значи тоа се хормоните кои што делуваат контраинсуларно и тие делуваат исто и кај едните и кај другите и кај сите луѓе на светот. Разликата е во способноста на инсулинот да го намали шекерот кој што е ослободен при стресот. Така. И сега кога велиме, нели кога и вие кажувате од лекарска гледна точка што може да направи стресот за нивото на шекер во крвта, колку е важно редовно да се мери гликемијата во текот на работното време? Најважно. Најважно е да се мери гликемијата континуирано, да не речам во текот на 24 часа, често пати не е можно, особено кога спиеме. Меѓутоа тоа е да се води диабетес без да се мери шекерот во крвта, исто како да се вози една кола без волан. Едноставно никаде нема да стасаме. Значи мораме да знаеме колку ни е шекерот во крвта, бидејќи тој не се чувствува често пати. Доколку е шекерот 8, 9, 10 милимоли на литер, па и повеќе, пациентите ќе дојдат воопшто не го чувствуваат, нели? Се чувствува подраматично нискиот шекер во крвта, меѓутоа повисокиот не се чувствува така едноставно, а тој го разорува организмот и човекот едноставно се навикнува на тие вредности на шекерот. Значи мораме често да мериме шекер, да го видиме пред нас колкаво е нивото на шекер во крвта, за да знаеме соодветно да интервенираме било со лекови, било со исхрана, било со физичка активност. Така. И сега кога зборуваме за лица со диабет на работното место, колку ноќни смени, колку скокање или неправилно земање на оброците всушност може да ја влоши состојбата со диабетот? Како и секое пореметување на секој биоритам на животот, така и кај нас лицата со диабетес се случува истото. Доведува до она варијација од, да речеме, 2 до 22 на гликемија, која и не е баш нели за пофалва, односно ите како треба да се плашиме од сето тоа, допринесува да сменската работа допринесува, но сепак доколку едно лице со диабетес каже дека има диабетес регулиран или нерегулиран, а е во фаза на регулација, мислам дека ќе најде на разбирање од било кој да е, пошто тоа е една состојба со која ние живееме и се бориме секојдневно. Секој момент од нашиот живот уствари ние се бориме со состојбата која имаме. Да, се може да се контролира, меѓутоа доколку не кријат и доколку ги известат и колегите, па и нивните надлежни предпоставени за својата состојба. Пред да продолжиме, веќе имаме гледачи на линија, повелете во програма сте? Ало, добро утро. Добро утро, повелете. Јас сум така. Да, во програма сте, повелете. И до сите вас. Ви благодарим. Ја не сум шекераш, не сум. По исхраната моја доручек нема. Наутро јадам банана и чај пијам. Сега пред недела дена, среќа што се наоѓа в болница за некој работи, мислам овакво, нема. И паднав 15-20 минути бе во кома, ми дадоа инфузија, се повратив. Сега ме интересира да прашам, од што можеше, каснувам благо си јадам ексцесно така. Од што можеше да се деси тоа? Немав стрес, немав ништо, мислам така. А ви кажа дали ви паднал шекерот во крвта? Да, го измерија шекерот 2,4 беше. Така. Да. Еве, професор Битовска.
2,4. Сега повторно зборуваме за хипогликемија, нели? И тука има филозофија како и што и како треба да се интервенира во ваков случај. Се разбира доколку е свесна пациентката и нели ги има оние симптоми на низок шекер. Првата работа што треба да се направи е да се напие или шербет или кока-кола. Значи нешто, еве го кима со глава Мартин, нели? Така. Бидејќи си знае, сигурно сум дека имал и тој, значи да се напие, ги велиме прости јаглено-хидрати, значи буквално или шербет или кока-кола. Кока-колата има опасно многу шекер во себе, меѓутоа во моментот тоа е потребно. И тоа многу брзо влегува во организмот и многу брзо го качува шекерот. Меѓутоа истовремено брзо потоа и може и да го симне. Зависно од терапијата што ја прима лицето со дијабетес, нели? Јас колку што ја разбрав, не е со дијабет. Е сега, доколку не е со дијабет, она не кажа, да речеме, барем јас не слушнав, дали е подебела, дали има инсулинска резистенција, дали е послаба, значи сите тие работи сепак не се расчистуваат на телевизија. Тука ете моето објаснување тука би било да се јави на матичен доктор за да се расчистат сите овие работи. Значи, кај дијабетесот кога веќе ја начнавме оваа тема, согласно терапијата, нели понатака интервенцијата е таква, но доколку нема дијабетес како нашава пациентка или барем нема дијагностициран дијабетес, потребни се малку поинакви испитувања да се види зошто е тоа така и дали тоа 2,4 месечини колку што кажа е од венска крв, дали од капиларна крв, сакам да кажам, повеќе работи се тука во прашање. Да, во секој случај треба да се посети лекар за да се разјаснат сите овие дилеми. Имаме гледач, повелете во програма сте? Ало? Да, повелете, ве слушаме. Добро утро. Добро утро, повелете. Сјагова гледачка од Скопје. Повелете. Јас сум со дијабет, некој пред 2 дена ми се случи една работа, ми се симна шекерот, да. Сум ставила инсулин, ама не сум јадела, не сум доручкувала. И сум заспала и кога сум заспала, беше веќе повише сати сум заспала и сопругот ме разбуди и ја не можам да зборам ништо едноставно. Викнав ми за помош, шекерот ми бил низок, да. И после одма станав, одма ми се пројасни и говорот и све, да. И што понатаму не знам, да. Бев и на мојот доктор, ми кажа, ми покажи 30, имав 32. А на Сабајде ми бил шекерот низок, да. Значи јас еве колку што ја разбрав, не појадувала, меѓутоа кога го примила инсулинот, едноставно заспала, не можела. Тоа е веќе малце по-проблематична работа. Значи, инсулинот си има свој дејство, зависно од тоа кој тип на инсулин. Предпоставувам, бидејќи е попладне или приквечер или вечер, е долго делувачки инсулин. Исто така зависи од типот на инсулинот. Има типови на инсулини каде што нема потреба да се храни веднаш после тоа. Има типови на инсулини каде што е пожелен барем мал оброк. Така да, се неспецифични работи, нели, кои што значи си постојат сепак шеми како треба, да. Да вклучиме уште еден гледач, повелете во програма сте? Ало? Да, повелете, ве слушаме. Добро утро. Добро утро, повелете. Сега вака да поставам едно прашање. Прво да ја поздравам докторката и водителката и тоа. За супругот се работи. Он е шекераш, меѓутоа и на нефрологија беше за бубрезите. Сега му само да прашам за овие апчиња. Дагра Форс му дадоа. Сега му рекле дека ќе мокри многу, а некош многу му се симнува шекерот, но нема да се пие кока-кола, да се напие, ќе му се каже. Дали мерните единици, да не би оделе сега до ендокринолог, мерните единици колку од прилика, ако се 24 на сабајни става, колку да ги намали? Пошто ќе го тера многу на мокрење, докторката го рече. Ќе ги заштити бубрезите му и предложила како добри и многу мокрења. Така. Колку што само кажете ми на инсулинска терапија колку време е? Има веќе 7-8 години е на инсулинска. 7-8 години, а апчињата што му се дадени се од нефрологија? Да, нефрологија, пошто со бубрезите, али добро. На време се одедме и сега докторката му препорачува да Догра Форс да ги зема заради да ги сочува бубрезите. Само да ве прашам, дилемата ви е дали да ги пиете апчиња, дали ќе му направат проблем со шекерот или како?
Па тоа бидејќи ќе мокри многу, Дали ќе дали му го силува? бебните единици да продолжи како што е ендокринологот или да намали? Така. Доколку се дадени, јас не би менувала терапија вака, секако дека требало да ги прима доколку се назначени. Мислам дека како што ја разбрав, тие од ендокринолог си имаат нели дадено како инсулин, Така. потоа на завршиле на нефрологија кај што им се дадени дополнителни апоња, сега дали додат пак на ендокринолог за да се прави Значи промена. и ние и нефролозите заедно комуницираме, нели? Сигурно прво ако била на ендокринолог па се дадени одредени терапија, секако дека нефрологот тоа го видел, па додал таблетки кои што се дефинитивно претпоставам потребни дека на не истиот може пациент. да- Значи претпоставуваме дека така се случило, нели? Се соочувате со вакви еве и во сојузот такви дилеми да Да, имаме случаеви, сепак како и докторката што кажа, препорачале на идење кај својот матичен доктор или кај својот ендокринолог, бидејќи таму точно ендокринологот знае или ќе направи мерење да колку една единица го намалува шеќерот во крвта и според тоа ќе му каже намали една единица, намали две единици и такви работи. И дали треба воопшто да се намали? Така. Пред да ги вклучиме следните гледачи, бидејќи еве нели кажавме кое е мотото, изборувавме првите прашања за годинешното мото за денот на дијабет, колку глобалните кампањи кои што се прават за подигнување на свесноста даваат резултати? До сега, да, имаме примери кои што дале доста добри резултати. Сега како и дел од големата дијабетес федерација, односно Светската дијабетес федерација, со заеднички кампањи, правиме, ајде сега да кажам некој притисок, сите заедно да се подобри и олесни животот на лицата со дијабетес. Дали тоа се преку видео кампањи, преку медиумски кампањи или преку социјални мрежи кампањи, сепак сите заедно, односно сите во цел свет или тие кои сме членови на таа дијабетес федерација, Светска дијабетес федерација, водиме на иста кампања и гледаме на исти начин да бидеме третирани сите лица со дијабетес во цел свет. Еве од вашето искуство, нели, докторско во амбуланта, има разлика сега и пред неколку години? Секако дека има разлика. Прво тука е интернетот. И тука некогаш колку помага, толку и одмага сето тоа, нели? Меѓутоа, овие кампањи и како што е и денот, нели? Целата работа е да се подигне свесноста за дијабетесот и секој од нас, и доколку го нема, може утре да го добие, нели? Да ја добие оваа состојба, како за нас, така за останатите, било да се пријатели, било да е семејство и така натака. Значи, има разлика континуирана во овој дел. Значи, затоа постојат телевизиите, меѓутоа сепак интернетот го издвојувам, нели, како момент кој што апсолутно младите го користат континуирано. Јас не сум родена во време на интернетот. Меѓутоа се случува да си дојдат вака со телефон и си го отворат телефонот и почнуваат ова прочитав, она прочитав, вака, дали е ова вака или така. Значи, секако барем тоа е добриот момент. Барем информации, така. Имаме гледачи, повелете во програма сте. Да, повелете, ве слушаме. Стојано доктори. Сега да ви кажам докториве. Јас како шеќер нема. Кога ја прележав коронава, шеќерот ми се качи 30. Постепено шеќерот се ме стави на инсулин. Постепено шеќерот почна да ми паѓа. Сега ми паѓа шеќерот на 2,4. Нека ми каже докторот, пијам благо, јадам благо, леп јадам, нон-стоп, и некогаш ќе ме падна 2,4, 4,2, јас никогаш сум нео. Аз сум донирал 5 трвни плазми за време коронава, доктор Никола Бановски најдобро ме знае. И доктор Сега сте на инсулинска терапија? Не, ништо. Шекерот ме паѓа на 2,4, 2,5, 2,6, зависи. Меѓутоа споменавте дека после ковидот ви бил 30. Да. Тогаш не ви дадоа терапија? Да, за време ковид ми даде терапија инсулин, да се буцам, и таблети, метаформин. Добро, и веќе не ги примате? Не. А шекерот ми паѓа. Денеска ќе испијам може 4-5 кила сок, Кока-кола. И кога ќе го мерам шекер, 6-7. Сега не знам дали е на линија гледачи да прашам колку е просекот и како сето ова се одвијало. Да, дали имате правено 3-месечен просек на... Да, имам правено 3-месече, 5,6. 5,6. 6,6. Добре, тоа е во рамките на дијабетес.
Значи над 6,5%. 5,6 или 6,6? 5,6. 5,6 е скоро па нормален шекер. Значи и тука треба или евентуално да се стави сензор, макар што беше возрасен, нели, господинот, или да се мери почесто пред јадење, после јадење, или да се јави на доктор да се испитаат инсулинемија, C-пептид. Значи треба малку поопсежни испитувања да се прават за да се види зошто еден човек има 2,4, доколку е навистина 2,4, повторно како и со претходната господја, нели, да. Многу литри сок пие. Прст, дали се мери од вена, значи нека се јави на својот доктор па да се види малку подетални испитувања да се направат. Така и ја се надевам дека го слушна одговорот нашиот гледач. Имаме гледач, повелете во програма сте? Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до докторката, поздрав до Мартин Николов. Иначе познаник мој, не е битно тоа. Вака сега, 25 години имам шекер. И сега сум на глибедал и ефиопор аптија. Тоа сега има едно 10-15 дена, а иначе кога држам диета, не јадам благо никако, алкохол никако, 6 нешто, 7 нешто, ама сега е едно 10 дена, 9, 10, 8,5, сега го мерят 10 нешто. И така. Јас колку што го разбрав е на таблетарна терапија. Да, убаво го разбравме сите и мислам дека имаше околу 25 години шеќерна болест, така кажа, тоа е малце позавидна бројка за да се биде само на таблетки. Значи глибедалот, односно гливенкламидот како лек веќе одамна и не го даваме, иако постои, доста стар лек, постојат подобри лекови и на сиоформ или метформин. Но како и да се вратиме на стажот диабетичен, навистина е замашна бројка и би требало да се јави на својот доктор, макар што рече 6-7, не разбира дали е тоа просекот или гликемијата или шекерот на гладно измерен, но како и да е, веќе... Тоа било претходно, ама еве 10 на 15 дена му е 9-10. Да. Време е да се јави кај својот доктор. Јас мислам дека и одам на моје поминато време за господинот да биде на инсулинска терапија, бидејќи после 25 години се очекува дека клетките кои што го лачат инсулинот од панкреасот веќе се исцрпени и веќе резервите скоро и да не постојат. Не спомнуваме на компликациите, имаме ние доста критериуми по кои што се водиме кога ставаме едно лице на инсулин или не, дали има компликации или не, дали ги провери очите, комплетна лабораторија. Да, во секој случај треба да се јави, да, за да се види. Но во секој случај, нели, мојот совет е да се јави час поскоро кај својот доктор. Така. Имаме гледач, повелете во програма сте? Добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до докторката и до Мартин и до вас. Ви благодариме. Вака едно прашање. Веќе сум 2 месеца на таблети за диабетес. Значи ми се случило првен притисок ми се качи и после дознав дека имам шеќер. Значи шеќерот ми беше 15-ка, 2 недели не можеше да се стимне, па после тоа дигнав 9,1 и сега пак е покачен на 11-ка. А внимавам на храна, значи благо газирано никако, нешто така, грашак, зелка, такви работи не се манџа. Така. Еден совет што да се направи за да го схимнам. Така. Колку не ја прашавме која терапија, меѓутоа колку терапијата е соодветно поставена, претпоставам треба. Повторно советот е да се јавите кај својот доктор, да се види точно што лекови примате, кои други болести придружни ги има, ако ги има, нели сите тие работи, и други лекови ако се земаат, сето тоа влијае на шекерот. Значи не е само исхраната и физичката активност, туку и многу други работи влијаат на нивото на шекерот. За да се стави во контрола, нели како што сака. Апсолутно да се јави кај својот доктор за понатамошен третман. Да вклучиме уште еден гледач, повелете во програма сте? Повелете, ве слушаме. Ало, Добар ден, повелете. Добар ден, нешто прашање јас ви прашала. Повелете. Се работи за ќерка ми, која од 9 години шекераш, и ја оставивме дома сама, пошто мораме да идеме на работа. Она инсулинот не го ни ставала и ја носевме нон-стоп во болница, секоја втора недела бевме во болница со 30 и нешто шекер.
И она тогаш викаше не ми е гајле па и да умра. Сега има 30 година, бубрезите и се оштетија, значи веќе треба да оди на диализа. Од понеделник тој зафат ќе биде. 2 деца роди. Неска ни да јаде ни ништо. Нити шеќерот го мери, нити... Значи на 30 години она има 35 кила. Не знам како да ја помогнам на вистина. Јас ви благодарам многу за јавањето. Еве ова отслушајте кај што велиме кога нели тука малку не сме свесни за состојбата што ја имаме. Психијатар би помогнал, еве можеби Мартин да го случиме малку. Дали можете, еве како да се... Да, може доколку има желба да не побара дали преку социјални мрежи или телефон, пошто телефоните на сите ни се јавно достапни од самиот Сојуз, да разговараме, да пробаме да стапиме во контакти со ќерката која има 31 година, како што каже самата таа 35 килограми. Да пробаме да направиме еден муабет, да направиме една дружба, макар и кафе дружба да е таа, кај што ќе спомнеме околу дијабетесот, ама да дојдеме до онаа цел која сега и на самата жена и на нас ни е ите како битна, а тоа е да почне да сака да води ред за својот живот и за своето здравје. Затоа што еве професор Битовска веќе спомена и самата мајка, најтешката, една од потешките компликации, меѓутоа кога не сакаме да се помириме со состојбата, еве доведено е до откажување на бубрезите. Да, меѓутоа постојат квалификувани лица кои што со тоа може да се справат. Најчесто тоа не сме ние родителите, не имаме деца. Така да. Често пати не сме послушани од страна на нашите деца, меѓутоа некој независен, објективен, особено стручњак на тоа поле, мислам дека би можел да помогне. Сега тоа е проблемот е дали ќе сака да се јави на Да, меѓутоа еве како што спомена и Мартин, само тоа е можеби дружење кога ги слушаме искуствата од другите како може да се води нормален живот со ваква состојба. Тоа многу помага и генерално и они си имаат самите и си се дружат меѓу себе, многу убави кампови организираат се со оваа цел. Така да, убава беше идејата. Еве јас се надевам дека нашата гледачка го слушна одговорот за грижината мајка што ни се јави. Имаме гледач, повелете во програма сте? Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Добар ден, да ви благодариме. Вака ме интересира за мене. Едно 5-6 години имам 6,7 шеќерот. Сега скоро мерам го 5,5. Некад ќе ми се стресе снагата, дори ногите не ме држим, морам нешто благо да јадем, а тогаш не га мерим шеќерот. А едно 5-6 години со 6,5, 6,7 и докторот ме вика, тоа вика, нека да не пиеш лекови, ништо, вика така, нека продолжи да не употребуваме лекови. Па докторката што совет ќе ми даде, ќе ме молам. Така, јас ви благодарам за јавањето, колку ова може да биде еден вид преддиабетична состојба. Предиабетесот е многу битна работа и ние сме многу срекни кога ќе успееме да го фатиме диабетесот. Зборуваме сега за тип 2 на време. Токму затоа би требало да постојат некои скрининг програми, нели? Едно време беше обврзно еднашка годишно барем да се испита шеќерот на гладно, бидејќи шеќерот на гладно ни е многу голем показател за тоа каква е состојбата на нашето тело во врска со шеќерната болест. И чисто за една бројка вака да се врземе, а тоа е 5,6 милимоли на литар, треба да биде после 10 часа пост. Тоа значи, што значи? Кога одиме да земеме на лабораторија, секако дека тоа би било меѓу 8 и 9, секако тоа дека треба да сме гладни, но треба да знаеме дека не треба да јадеме во 12 на полнок или во 1 или во 2, па потоа да се јавиме на доктор. Туку би требало некаде еве околу 20 часот да биде последниот оброк. Не случајно го кажувам ова, за да може да видиме вистинската слика. Значи се бајле треба да биде гликемијата под 5,6. Доколку е меѓу 5,6 милимоли и 6,9, тогаш треба да го пратиме човекот, лицето, нели, или нашиот пациент, на еден тест кој што се вика орален гликоза толеранс тест. Значи тоа значи дека треба да се напие шекерче са бајле и после 2 часа, значи да се предизвика панкреасот да плачи повеќе инсулин и да видиме колку после 2 часа треба да биде таа вредност. Значи тоа е тој тест кој што треба да се направи и тоа ќе ни каже многу. Значи бројките кои што нема потреба нашата гледачка треба да се обрати кај матичниот или на ендокринолог. Дали зборуваме за предиабет или за диабетес. Предиабетесот има многу големи ризици
за кардиоваскуларни настани, за сите ризици кои што ги има и диабетесот, ги има и предиабетесот, но само во помал процент. Значи, многу сме среќни кога ќе го фатиме оној момент на предиабетес, за да можеме тука да интервенираме. Бидејќи со соодветна исхрана, со соодветна физичка активност, па дури и со тој метформин кој што го зборуваме нели често, може да се врати оваа предиабетична состојба во, да речем, во еден нормален ритам, во еден нормален шекер кој што треба понатака да се корисне. Еве Мартин, бидејќи слушнавме од професор Битовска колку е нели важно кога навреме ќе се фати диабетот, еве како лице со диабет, колку е важна раната диагноза, меѓутоа и пристапот до соодветен третман на лицето со диабет. Раната диагноза и како е важна, бидејќи колку порано се открие, толку е помал степенот на, односно можноста на степенот на компликации кои би можеле да бидат предизвикани од диабетес. Моментално, еве да се пофалиме и со тоа дека сме дел од програмата, односно од проектот за рано откривање на тип 2 диабетес, кај што после сето тоа да се остане на тип 2 диабетес. Тоа моментално е во координација со Универзитетот Германија, имаме наши представници и представници од Светската диабетес федерација. Се работи на тоа за колку порано толку подобро. И сега колку порано толку подобро, исто и за тип 1 без разлика, пошто може да премини директно во тип 1. Тука е па најдобро да е најрано. Бидејќи порано од состојбата не можеме да откриеме дали би имали или би немале диабетес, но колку порано го откриеме диабетесот, толку ни се помали шансите од било какви компликации. Без разлика дали полесни или потешни. Пристапот до соодветен третман? Пристапот до соодветниот третман и како е битен, односно да се бориме и сите ние заедно со нашите доктори ендокринолози да добиеме најсовремена соодветна терапија. Гледаме колку и самиот свет и сите други идат напред, гледаме и ние да ги стигнеме. Да бидеме чекор со светските трендови. Така, имам е потешко малку од нашава страна, но заедно со докториве даваме напор да сето тоа биде колку е можно побрзо, за да биде полесно и на нас пациентите, а и да биде многу полесно и на самите ендокринолози. Така. Тогаш докторите би ги правеле тие редовни контроли отколку да треба да се караат, еве така да речем, со пациентите зошто не мереле гликемија, зошто доаѓаат толку доцна. Така да се има своји предности. За современи ние најбитно да секој диабетичар, односно лице со диабетес биде покриено со сензор. Зашто? Бидејќи ќе отидеме со нашиот мобилен телефон кај нашиот ендокринолог, ќе му го дадеме и тој самиот ќе види наназад колку и како ни се движал нашиот шекер, бидејќи самите сензорчиња што ги носиме на нашите раце покажуваат на 5 секунди како ни варира шекерот и ни дава и она насока дали ќе ни се качува шекерот во следниот временски период, дали ќе ни остане ист или ќе почне да ни паѓа. Така. Бидејќи се приближуваме кон самиот крај на емисијата, професор Битовска, еве за крај нели од ваша страна како лекар, колку е важно пациентите и навреме да доаѓаат на лекар, меѓутоа и на сите тие редовни контроли кои што ги барате од нив? Најважно. Секој пациент кој што дојде на нашата клиника, особено тип 1 диабет, никогаш не е вратен, секогаш, барем мислам дека е така, нели ви го Мартин тука ќе каже, секогаш дефинитивно, особено во младите луѓе, се секогаш и први и навреме, да речем, услужени и сослушани. И желбата наша сите да имаат сензори, би биле пресрекни и не би се мачале воопшто ние кога сите, особено барем овие младите со тип 1 диабетес, да имаат достап до најсовремената терапија, имаат достап од овие помагала што се вели, кои што се скоро па исто толку битни колку што се и инсулините. Не секогаш имаме убава соработка со пациентите, бидејќи тоа зависи пред се од нив. Значи, ние не можеме од дома да ги собираме и да ги носиме на контрола. За жал, некогаш се среќава на сред ног, нели, да дојдат оние акутни состојби како кетоацидоза или хипогликемија, како што спомнавме. И тука веќе мораме да ги хоспитализираме, меѓутоа тоа веќе не е до нас. Значи, што се однесува до нас најважна и пораката, и не само за тип 1 диабетес, не само за помладите, кои што се нашата иднина и особено внимание им посветуваме, туку и за сите останати, нели?
на време да доаѓаат и да ги консултираат своите доктори, многу често, ако не 3 месеци, барем еднаш на 6 месеци, да водат сметка колку повеќе може да мерат гликемија и шекер, колку што повеќе можат, барем она што им е достапно фондовски, и на тој начин ќе бидеме многу позадоволни и ние, а особено и пациентите така. Лицата што живеат со дијабет. И Мартин, еве за крај, ќе ја разбиеме ли стигмата за дијабетот на работното место? Се надевам дека ќе ја разбиеме и сакам да ја разбиеме, како што ја не се срамам, да не се срами ни едно лице со дијабетес, бидејќи тоа и не е, пак ќе кажам, нешто преносливо. Тоа зависи од самите нас како ние ќе ја третираме таа состојба, така и ние ќе живееме. Доколку се срамиме од самата состојба, ќе треба да живееме цел живот во срам. Времето на денешната емисија ни помина. Јас ви благодарам и на двајцата што бевте мои денешни гости, токму еве на светскиот ден за подигнување на свесноста за дијабетот. Благодарам. Благодариме на поканата. Почитувани гледачи, овде е крајот на денешното издание на Добриот доктор. Во понеделник со вас е колегата Александар Динев. Имајте убав викенд, чувајте го вашето здравје и гледајте Сител. Довидување.